За небезбедни и нехигиенски услови во спортска сала, искршени прозорци за провев каде што спортуваат учениците, тоалети без вода и останати недостатоци, информира на Facebook координаторката на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Елена Доцевска-Божиновска. По бројни реакции од родители, фотографиите се направени на почетокот на април. Директорот е информиран уште истиот ден. Имаше простор да се коригира, но очигледно состојбата во салата за него не е алармантна и не заслужува внимание, па реакциите од родителите продолжуваат и понатаму. Меѓу останатото напиша Доцевска-Божиновска. За развој на училишен спорт, Советот одобри 1.700.000 денари за 2023 година. Во вакви услови ли ќе развиваме спорт, прашува советничката. На пишувањата на социјалните мрежи денеска реагираше директорот на основното училиште Магдалена Антова Живко Стојковски. Според Стојковски, во спортската сала има соодветни услови за реализација на спортските активности. Се гледа дека во сала прозорците горе гледат и сами дека се затворени. Натаму, ниедно стакло во сала нема искршено. Во WC-ја немало вода. Ќе видите дека има вода. Ја не знам кои тие шпекулации ги прават и зошто ги прават. Може да дојдат тие што пишуваат да видат дали е тоа точно, немало хигиена. Еве, снимајте хигиена. Секој пат може да ги прашат, и самите ученици дали има хигиена и наставниците. А може секој што сака да пишува, затоа одговорно тврдам и демантирам, не сакам никакви политики, обвинување. Ние сме воспитно образовна институција, треба да биде надвор сето тоа. Јас ја гледам, хигиена е на ниво, може тоа се случи да гледа кој сака. Не е сега, таа вели дека 1 април, меѓутоа 1 април до денеска е 18 мај. Можете да видите, затоа повикав телевизија, да демантирам тоа што самата советничка го пишува. А за оставка моја најмал проблем. Јас сум бил директор и сум оставил име свое кое што ќе се споменува во училиште. Директорот потенцира дека изминатите 2 години повеќе пати барал од надлежните министерства вработување на лице кое што ќе се грижи за спортската сала, но надлежните немаат слух за неговите барања. Во училиште во кое што учат 800 ученици, јас имам 4 технички персонал. Во една смена 2 служителки, што немам лице за во сала. А тоа ќе го докажам за неполни 2 години како директор. Погледајте, другари, X барање, прво барање пратено на 28.6.2022. До Министерство, можете сите со камери да видите, и до Министерство, до образование, до Министерство за финанси, X пати. Дури се заканував со протести, со бојкоти, лично, можете да видите, да забележите, до сектор за образование кој што ги праќа до Скопје, меѓутоа никаков одговор од Министерство. Дури неколку пати бев и во Министерство, меѓутоа ми кажа дека нема финансии, дека нема финансирање. А зошто не знам. Во спортската сала, лице кое што е од надвор ангажирано, со плата од 10.000 и за парно, и за сала, и со помош на лице од училиште хигиеничар. Хигиеничарка која што му помага, бидејќи тој не е платен. Со една минимална плата од 10.000 денари. Стојковски ја повика советничката да ја посети училишната спортска сала и лично да се увери во каква состојба е објектот и дали има услови за спортски активности.